Здраво, Македонијо! Земјо на академици, културни работници и уметници. Толку многу не има што 100 академии не збираат, камоли една. Па затоа, смислија браќава дека треба да има и втора. Културна работа. Објавата дека почнува реализирањето на изборното ветување на вреди за посебна академија на науки и уметности базирана на национална основа не е прифатливо за поголемиот коалицијски партнер ВМРО-ДПМН. Потенцираат дека МАНУ е единствена институција која ја обединува македонската научна мисла и во нејзиниот состав има научници од различни етнички заедници. Критериум за членство во Академијата на науките не може да биде етничка или политичка припадност, туку научните достигнувања и придонесот во општеството. Науката не е нешто кое треба и може да се политизира и етнизира. Но зошто? Зошто да нема академија на албанците? Па и академија на турците, ромска академија, академија бошњачка, власи, срби и сите останати. Абе чим си во устав башка академија да имаш? Се прашал ли некој, например, колку балетани албанци има? Не сте ли загрижени дали има доволен број власи оперски пејачи или доволно срби во театарот за деца и младинци? Каква е оваа држава која ја градиме, а не ги регулира со закон овие прашања? Како вака во ЕУ? Во очекување на критиката на Турската академија за науки и уметности во Германија, еве ги нашите логичари. Изет Меджити, кој е еден од лидерите на вреди, смета дека никој не треба да се плаши од желбата на албанците за наука. Едно од можните решенија за статусот на оваа академија го гледа во рамки на сегашната МАНУ. Ќе го затворам со тоа се додека граѓаните на оваа земја, без разлика од која етничка припадност, бараат школување, бараат да бидат вклучени во академскиот дел, во научните истражувања, мислам дека треба да бидеме среќни. Па да бе, еве, јас сум, например, среќен што бараат вклучување во наука и научни истражувања. Прв предмет на научно истражување на новата академија може да биде во која земја во светот има 2 национални академии за науки и уметности. Па да тргнеме од таму. Се разбира, овој флерт со науката и уметностите на коалицијата вреди не помина незабележано од старите научници од Дуи Ајнштајн и другарчињата. За нив ова е понижувачко за албанците. Понижување на албанскиот народ, срам за интелектуалците и за нацијата, реагираше опозицијската Дуи. Подсетуваат на нивниот предлог со закон да се подобри застапеноста на албанците во МАНУ, наместо вакви како што велат општински импровизации. Наместо да го преземат претседателството со Државната академија за науки и уметности, тие дојдоа до големата општинска идеја, што уште повеќе ги понижува албанците. Интегративците се незадоволни од поставеноста и владењето на вреди. За Дуи единствено прифатливо решение е албанец да биде претседател на МАНУ. Па како? И тоа со закон да се утврди. Не ни мора да е некој особен научник, не дека ги немаат, ама може најдобро е со партиски декрет на Дуи да си биде избран, за да покажеме дека сме мултикулти рај во светот и дека ние овде не функционираме по мерит систем и заслуги, туку по книшка систем и малцински политики. Ако сте против ова, лесно може да завршите на списокот на албанофоби, но 100.000 албанци се веќе на тој список, така да нема да сте сами. Дуи е се уште волер после одењето во опозиција и не ја менуваат плочата. Се уште за нив единствена песна е оваа која ја пуштаат. Или албанец председател, или сте албанофоби. Или албанец на чело на МАНУ, или сте албанофоби. Беше вицама, може и да не е. Или албанец на чело на МПЦ, или сте албанофоб. А хеј, кога е МАНУ во прашање и врвот на оваа институција на која пикира Дуи, мислам дека имаат кандидат и за таму. Али Ахмети стана почесен доктор на науки. Тетовскиот универзитет денеска му врачи ваква титула, како човек кој учествувал во развојот на оваа установа. Како што изјавија од универзитетот, лидерот на Дуи бил заслужен за унапредување на правата на албанците, за вработување на над 20.000 албанци во администрацијата, официјализирање на албанскиот јазик и знамето во Македонија. На свеченоста Ахмети рече дека и понатаму ќе се залага за образованието на албанците. Не дојдов со подготвен говор. Дојдов да ви ветам дека и понатаму ќе работам на подобрувањето на албанското образование. Денешниот чин не му прави чест на Али Ахмети. Всушност му прави чест на Универзитетот на Титово и на целата албанска нација. Затоа што, како што вели и Ниче,
Почитувањето на големите личности ја возвишува нацијата. Ете, во ведниот поздравниот говор може да му го држи Артан Груби, кој одлично знае да подмачка атмосфера пред да се доделат ловориките за Ахмети. Почесниот докторат за Али Ахмети бил чест не за Али Ахмети, туку за универзитетот. Како што на Ахмети не му требаше народот на избори, туку на народот му требал Ахмети, што исто така беа зборови на Артан Груби. Се друго освен оваа комбинација е понижување за екипата од Речица. Да се вратиме на Академијата на албанците во Македонија. Започнуваат сега како невладина организација. Не се уште прогласени и ептен за официјални, но ако има проблем, може и по четврти пат бе или петти, не знам кој е веќе поред, да се прогласи или Рида, па да ја сместиме Академијата во тој дел на Македонија. Невзат Халили по трет пат ја прогласува Илирида на плоштадот Скендербек во Скопје. 30 на негови поддржувачи потпишаа декларација според која најдобро било Македонија да функционира како конфедерација на две заедници, слична на поранишната федерација меѓу Србија и Црна Гора. Дојде до конфликтот, војната во 2001 година, која војна беше од почеток до крај по едно туѓо сценарио. Тој конфликт не беше конфликт по волјата на никој овде, тој конфликт бил организиран од сили надвор од Македонија. Меѓународна мафија, вклучувајќи албанци, македонци, зашто не и срби, и французи и други. Интересен лик. Неколку пати прогласувал Илирида, а зборува против конфликтот од 2001 година. Звучи чудно, но не помалку чудно од тоа да бараш паралелни институции во унитарна држава и да се правиш на тоа што демек не знаеш што е толку страшно во таквото барање. Ти си само по уметноста, не си сепаратист, ти си научник. Ова е еден чекор за да покажеме дека албанците како важен дел на ова држава може да придонесат и во науката, може да придонесат и во уметноста и во сите области на ова општество, затоа што цениме дека како втор поголем народ во државата имаме капацитети интелектуални за да основиме академија која ќе придонесе во сите овие области за кои ќе биде основана. Никој не им спори на научниците да придонесат и во науката и во уметноста, а градоначалниците пак е добро да придонесат за подобар живот на своите граѓани. И кога не се занимаваат со реорганизација на државата, има доволно време да направат и нешто корисно. Како што во истиот период, кога предлагаше паралелна академија, Билелка Самиот Тетово успел да изгради стационар за кучиња. Qente pas 3 do t'i nështrohen trajtimit maksimal, t'ja përfshin kapjen e tyre, transportin në spital, pritjen dhe ekzaminimin nga një veteriner i certifikuar, testin e nevojshëm, ekzaminimin laboratorik për sëmundjet të caktuara, identifikimin dhe mbajtjen e shënimeve, sterilizimin dhe dredhjen, akomodimin, trajtimin dhe kujdesin pas intervenimit si dhe vaksinimin e duhur. Të gjithë qentë në strehimore do të kenë kaluar një test socializimi. Не знам дали стационарот во Тетово е само за одредени раси на кучиња или само за кучиња на албанци или примаат и кучиња на македонци, кучиња на турци. Како што не знам и дали, например, преполните контењери во Тетово се национално обоени, па македонците фрлаат ѓубре во едни контењери, албанците во други, турците во трети, но подобро е кога ќе се решат ваквите реални проблеми на граѓаните, пред да се бавиме со големите идеи од малиот мозок, предлагајки паралелни академии за науки и уметности, кога постоечките имаат и научници и уметници од сите категории на граѓани кои живеат во Македонија. Што пак од ДУИ ќе биде наречено, повторувам, понижување за албанците во Македонија. А тензијата во тој политички блок имаше и уште една епизода. И денеска продолжи обвинувањата меѓу власта и опозицијата во врска со заканите по живот кои ги добија пратениците на ДУИ преку електронска мрежа. Првиот вице-премиер Изет Меджити вели дека текстовете со заканувачка содржина ги пишуваат самите членови на ДУИ, а потоа ги пријавуваат во полиција. Според мои информации потврдени, значи сами ги пишуваат тие закани и сами ги пријавуваат во МВР. Така да ние треба да се плашиме за челниците на ДУИ, ни они сами мислам за себе си што во делот на заканите, а во делот на прекршување на законите, одговорноста за тоа е друго прашање. Од ДУИ се жалат дека некој им праќал заканувачки мејлови, а вреди им одговараат. Доста се правите жртви и сами си праќате такви мејлови за да дигате
Джева, според нив Дуи ова го прави во рамки на кампањата во која обвинуваат дека никој нема легитимитет кај албанците освен нив, дека се бесправно надвор од владата. Божем, владата е елитен клуб, а не продукт на 61 крената рака во собрание, како израз на демократската волја на гласачите. Освен што реториката на Дуи е како да сме федерација, па тие победиле во албанскиот кантон, а ВМРО во македонскиот. Сепак имаа министер за надворешни работи, кој не ги водеше работите само за замислениот албански кантон, туку за сите нас. Одиме во самовистина и дуелот меѓу Ивица Боцевски и добриот травматолог Илир Хасани, кој пак е член на партиските раководни органи на ДУИ и поранешен заменик министер за здравство. Тема – стаповите по туѓ грб. Меѓутоа, во однос на Охридскиот Преспанскиот, ја па на некој начин сметам дека е добро што беше Бујар Османи на времето. Заради тоа што Бујар полесно ќе може да ги прифати овие тешки работи кои што биле неопходни да се имплементират во тоа време на тој начин. Не би можел ни еден да ја спроведе од македонците, затоа што ја почитувам и чувствата на македонците. Тука не е спорно ништо. Значи, националните чувства, ако сакам да ги почиташ моите национални чувства, и ќе сакам и другите. Најтешко за Македонија и за македонците беше моментот на промена на името. Нели? Тоа беше целта. Не беше целта дека ние албанците сакавме, односно Бујар Османи се стана му текна од Сабајле, го изми лицето и вика ќе менјаме име на Македонија. Не, точно тоа. Па имало преговори и тоа и представници од македонци и представници од албанците во Македонија, представници од грците и така натака. Тоа не било за еден ден целата работа и меѓународна заедница комплетно ангажирана за да се заврши на тој начин. Не може да се окриви Бујар Османи. Веројатно му било полесно на него, за да го промени името од Македонија на Северна Македонија, некој било кој македонец да бил во таа позиција, претпоставам. Меѓутоа 100 стапа по туѓ грб, нели? Помал се болот еден стап по свој. И сега ве гледаме, еден стап по грбот на Дуи од еднашка. Еден стап по грбот на Дуи и вау! На моркови се навикнати тие Ивица, не на стапови. Ама полесно било Бујар да прими удари на грбот на македонците. Патем, Никола Димитров беше министер за Преспанскиот договор, кој пак на многу начини бил поддржан реално и од Али Ахмети, да не се лажеме. Но Бујар, да, беше задолжен за бугарските въпроси или прашања. Поточно беше, не е се уште задолжен, за наша огромна среќа. И доктор Хасан имал многу разбирање, внимавајте за нас македонците, па затоа било подобро Бујар да ја направи белјата, за да нас ни е полесно. Да не знае човек дали е травматолог или анестезиолог. За среќа, се знаеше кој беше електричар, односно пали гаси во владата, кога беа во прашање предметите за кои, јеби га, изгледа ке има одговорност. Без лиценца 7 години издавале лиценци за онлайн коцкање. Од државната лотарија не го испочитувале законот според кој смееле да организираат коцкање преку интернет само до 1 јануари 2017 година, а потоа требало да извадат лиценца. Нивното незаконско работење деновиве се проверува од финансиската полиција и од одделот за организиран криминал во МВР, кои наскоро треба да излезат со детали. Полицијата ќе го чешла работењето на лотарија на Македонија. По информацијата дека лотарија од 2017 година незаконски давала лиценци за приредување онлайн игри на среќа, иако не смеела да го прави тоа бидејќи била истечена лиценцата, МВР оформи предмет. Од Министерството за Алфа информираат дека започнале постапка за проверка на изнесените информации за незаконското работење на лотарија. По барање на Министерството за финансии, владата одзеде лиценци на 2 фирми за приредување игри на среќа. За едната се знае дека е Арена Гейминг, Дуел Струмица, а за другата дека е од Скопје. Лиценците им се одземени за незаконско работење и неподмирување на законските давачки. Арена Гейминг по барање на Министерството за финансии добила лиценца за работа од владата на 5 јули 2022 година за период од 6 години. Според јавно достапните податоци на Министерството за финансии, станува збор за автомат клуб лоциран во Кавадарци, односно за поставување 31 автомати за игри на среќа и еден електронски рулет, а лиценцата ја подпишува поранешниот прв вице-премиер Артан Груби.
Околу лотарија има уште доста работи за кои јавноста е запозната и кои треба да се истражат, но лека полек. Се разбира, оваа позиција не е најкомотна за ДУИ, кои беа навикнати да се одозгора или сликовито покажано братот на Ахмети да биде одозгора, да му седи на глава на новиот обвинител за организиран криминал и корупција, а тој пак ќе седи со задникот одозгора над предметите за ДУИ и сите ќе се сречни од речица до заја. Сама работите се сменија и затоа од интегративци сега повторно решија дека или ќе влегуваат во влада или сами во ЕУ, што ти прави пусти страф од влегување во Идризово. Иако гласајки за измените на кривичниот законник, добар дел од нив планирале да се спасат, а за измените прочка побара директорот на Фондација Заев и и претседател на СДСМ Венко Филипче. Мора бидеме честни да признаеме дека сгрешивме со измената во кривичниот законник. Меѓутоа истовремено имавме една соработка со меѓународните институции, има изготвен нов кривичен закон, кој што е почнат во 2017 година под министерката Десковска. Тој е готов, завршен. Апелирам владата да го стави на јавна расправа. Тој нов кривичен закон е направен целосно во координација со меѓународни институции по теркот примерот на кривичниот закон во Германија. Ете, сгрешиле и бара нов закон по теркот на Германија. Ајде сега да ја вклучиме временската машина и да се подсетиме на периодот на носење на овој закон. Европската унија е загрижена дека измените во кривичниот законник може да влијаат врз случаите со висока корупција во земјава. Оттаму укажуваат и на повторна злоупотреба на европското знаменце во процедурата. Измените во кривичниот законник со внимание ги следат и анализираат и во Американската амбасада во Скопје. Укажуваа стратешките партнери на нашите врвни европејчишќа од СДС и ДУИ дека не треба така да тераат, ама тие беа самоуверени, за нивна жал без покритие. Од ЕУ се обидоа и да ја нацртаат работата. Жалиме поради недостатокот на сеопфатни консултации со домашните чинители и со Европската комисија пред нивното усвојување, како и за употребата на процедурата за знаменце на Европската унија, која треба да биде конзистентна и јасно поврзана со законите кои првенствено имаат за цел усогласување на националното право со европското законодавство. Во овој контекст, зајакнувањето на довербата во правосудниот систем и несмалено справување со корупцијата, вклучително и преку солидно досие во истрагата, гонењето и конечно осудување на случаите на корупција на високо ниво е од клучно значење, велат од Европската комисија. Премиерот Ковачевски пак уверува дека измените на законот се направени во комуникација со Европската унија и во согласност со европските законодавства, а за таа цел се повика на примери од Германија и Словенија, за кои вели дека имаат слични одредби во своите закони. Сите процеси кои што се одвиваат кај нас се на некој начин комуницирани со Европската унија. Она што го видов и од Американската амбасада, тие кажаа дека ќе го разгледаат тоа што е донесено, што е нормално. Се покажа дека законот е веќе донесен и ништо драматично не се случи. Клучните промени со кои се намалуваат казните за злоупотреба на службената положба, злоупотреба на јавните набавки и злосторничко здружување стапуваат на сила од утре. ЕУ вели се злоупотребува европското знаменце и не е комуницирано со нас. А Ковачевски вели комуницирав, ништо нема страшно во законот. За кој закон сега и Филипче се извинува. Останува да видиме дали новиот таче, кој е Венко, ќе побара одговорност од стариот Заев, кој беше таче за една од крупните причини за ужасот кој го доживеа на избори како партија, во рамки на политичкото делување по принципот како и до сега. А на тој принцип остануваат обесправените од речица нормално, кои народски кажано на оваа тема се уште мува не ги лази. Од ДУИ не чувствуваат одговорност за последните измени на кривичниот законник, каде беа иземени од кривична одговорност поранешни функционери. Откако лидерот на СДСМ Венко Филипче јавно се извини, иако од неговата партија беа подносители на измените, од владеачката коалиција Вреди ги повика и ДУИ да си ја признаат грешката. Координаторот на пратеничката група на ДУИ, Блерин Беџети, вели, од Вреди немаат капацитет и познавање за кривичниот законник и само читаат што ќе им напишат на партиско соопштение. Отворени се за кривичен законник по европски регулативи. Тоа било едно предложено законско решение кое поминало во Собранието на Република Северна Македонија. Не се знае кој пие, се знае кој плаќа, а можно и да се дознае наскоро кој ќе ја плати крајната оштета за сите години на анархија и хаос и доведување на државата во состојба да не знае човек дали живееме во лудница или во република. За среќа, како што вели и денешниот слоган за празникот, борбата трае.
Последната битка ја добија демократски расположените граѓани, македонскиот народ и сите останати, на кои од срце им го честитам, ви го честитам, Илинден, да ни е вечна Македонија. Одиме на разговорот во студио со режисерот и професор Јани Бојаджи на многу интересни теми. Останете со нас, ќе уживате. Започнуваме веднаш. Ова е вечерното шоу, празнично 2 августовско издание и по тој повод, како што бива на големи празници, јас си го викнав директорот во емисија, но има причина зашто е тоа така. Вие го знаете како режисерот Јани Бојаджи, студентите на ЕСРА го знаат како вонредниот професор, доцент, доктор Јани Бојаджи. Како ти сам се знаеш и познаваш и препознаваш, да не одам во длабокото сега од старт, ама ајде ќе откриеме во текот на емисијата. Јани, добро вечер, добре дојде. Добро вечер и добро ве најдов, ти благодарам што сум дома. 2 август, 121 година од како нашите предци, според нашата официјална историја се уште, се дигнале на, како го викаше тоа во филмот Питу Гули, нам ни фали лудост, не мудрост. Не храброст. Не храброст, туку лудост. Една од причините, една од темите за кои што ќе разговараме вечерва е тоа што тебе и на твоите соработници, тука се вклучувам и јас, лудост не ни недостасува, особено кога се во прашање подвизи како третото поред издание на филмскиот фестивал во Дојран. Сакам од таму да почнеме, тоа е најсвежо, најтазе, односно за 5 дена од денес започнува третиот филмски фестивал Преку езерото, Across the Lake, во Дојран, од 7 до 11 август. Зошто е тоа лудост? Ти знаеш најдобро и ќе ни објасниш, меѓутоа генерално секој кој што решил да се бави со уметност, со култура и да прави вакви подвизи, можам да кажам, кои што така не биле меѓу омилените кога државата одлучувала дали да ги поддржи или не, со еуфемизми да се послужиме малце, се граничи со лудост, обидот да се преземе таков потфат. Но, еве, трета година поред, да објасниме на луѓето што може да очекуваат оваа година од филмскиот фестивал Преку езерото во Дојран. Најпрво, во однос на 2 август, на Илинден, се тоа што ние вечерва ќе го зборуваме, ќе го кажеме, само уште еднаш ќе потврди дека борбата продолжува. Дека нели од мечкин камен не завршило се, туку напротив, продолжуваме од мечкин камен до денес и тоа е така. Практично ние како народ, како нација мораме да се соочиме со сопствената зрелост и да сватиме дека борбата за живот е секојдневна. Борбата за докажување, за остварување, борбата за себе реализација и како луѓе, и како заедница е непрестана, секојдневна. Јас не знам кој не научи дека ние еднаш ќе ги победиме фашистите во Втората светска војна и готово од тука натаму, како се вика, патот кон вечноста ни слободен и отворен. Тоа не е така, како впрочем што е и пристројниот човечки живот, еден агон, една вечна борба, така и животот на заедницата, на државата, на нацијата, како сакате. Така да во тој смисол го честитам Илинден на сите македонци и им посакувам понатомашна борба за себе реализација, за себе постоење, себе потврдување и на крајот на краиште кога нешто ќе постигнеме, секојаш има простор тоа да биде уште подобро, уште поразвиено, уште поубаво, така да борбата не секојаш треба да биде за докажување, туку и за надградување. Во тој смисол ние како уметници, како културњаци, точно со тоа се бавиме, со надградување на основните вредности, со нови духовни вредности. Вие сте еманација на најдобрите соништа на Гоце Делчев, нели, кој го разбирал светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Не бил најразбран и со другите негови идеи во тоа време, тоа е нешто поврзано и со Илинден, но да се задржиме на тоа како тој го гледа светот, односно како денес луѓето кои што се бават со култура го гледаат светот и како сакаат тој свет да биде. Што јас имам и програмата во Дојран, би сакал да им ја
на брзина да им ја соопштиме на гледачите, доколку некој не направил планови се уште каде ќе биде од следниот викенд, од средината на следната недела. Дојран, зошто Дојран, ќе ми кажеш мене како охриганец, тоа ме интересира посебно. Но фестивалот започнува во среда на 7 август 2024 година. Имате повторно програма за деца и млади, така? Имаше така и минатата година, со проекција на филмови за деца и млади од 20 часот, деца на бродот, анимирани филмови за деца со синхронизација на македонски јазик. Важно е за сите родители со мали деца кои што сакаат да погледаат нешто интересно за децата. Во детскиот парк ова се случува во општината. Во една атмосфера каде што навистина припаѓа децата, поставуваме големо платно за да можат да го доживеат филмот, кинематографијата, а не телевизијата, лаптопот, нели, каде што тие дома може да го прават тоа. Идејата на филмот е нели да бидат на едно место, да споделат енергија, време и да се научат на заедништво. Деца да имат толеранција ко браќа, сестри, комши, роднини и други на училиште, дека припаѓаат на заедница. Тоа е многу важно, од мали нозе да ги учиме децата. Изгледа прекрасно, тоа е на брегот на Дојран. Пракшно зад платното е езерото. Имаме таму, општината има направено прекрасно игралиште со тартар и ние на тој тартар како се вика тоа, расфрлуваме перничиња, каде што децата буквално седат на земја. На тартарноце? Да, буквално седат и уживаат. Една прекрасна слика, човек да отиде една секунда да види како тоа изгледа, како деца седат и гледаат. Верувајте ми, со таква возбуда го гледа тоа, што е просто возбудливо само да гледаш, да се гледа. Самото тоа по себе веројатно е доволно за сиот труд што се прави околу реализација на фестивалот. Покрај деца имаме и за малку поголеми деца, тако речи студенти, има и студентска програма. Имаме програма и за млади, за поголеми деца, односно за тинејџери. Да, филмот Стела е првиот ден. Стојан Вујчич, долгометражен македонски игран филм за млади. За млади, да. Кој чул, кој не чул за... Да го представам, станува збор за македонски долгометражен игран филм за деца и млади, поточно за млади. Главната улога игра дете, младинец, Петар Манич, исклучителен актер, но главните возрастни улоги ги играат исклучителни македонски актери, Тони Михајловиќ, Тони Михајловски, се извинувам, Дејан Лилич. Ќе го видите Тони Михајловски во една бравурозна улога, во еден бравурозен карактер на дедо, тука е и прекрасниот Дејан Лилич, така да ќе уживаат нели во еден навистина одличен филм и сето тоа пак нели покрај брегот на езерото и на крајот нели сосема јасно зошто го правиме тоа деца и млади, затоа што нема друг начин. Почнуваме од децата, одиме кон младите и понатаму се развиваме кон другите целни групи, затоа што иднината се тие. Но квалитетна понуда во смисол дека навистина има нешто за секоја возрастна група. Ја гледам и студентската програма. Знам дека и минатата година имаше студентска програма, претпоставувам ќе има такви работилници и предавања со гости како што имаше минатата година. И сега кажи ми каков е овој конкурс за финансиска поддршка на дипломски филмови? Тоа вие го организирате? Ние го организираме. Правите фонд некаков за... Да, станува збор за десетина продукции и невладини организации кои се соединија со една единствена цел, ќе кажеме сега целта. Дел од таа организација е и Алфа телевизија со причина. Ќе кажам и причината и како директор на Алфа телевизија, зошто нели инсистирав на тоа. Имено, додека го работевме проектот серијата Утре наутро, еден дел од екипата беа млади луѓе што дипломирани или луѓе дипломци кои допрва дипломираат на нашите универзитети по филм и телевизија, режисери, продуценти, директори на фотографија и другите сектори. И во еден неврзан разговор со нив, затоа што јас знам да ги потпрашувам во слободно време, гледајќи кој кон што има афинитети, како студенти, како млади луѓе, како оди, што оди. И во еден момент ги прашав, нели, ги подготвувате ли дипломските работи и до кај сте? Затоа што најважната работа во
во кариерата на еден млад филмаджија е да направи добра дипломска работа и за да може себе си да се представи пред светот во најдобро светло. Само е влезна врата до секое можно идно вработување. Тоа е првата врата. Тоа е, како да кажам, тоа е првата работа која треба еден студент по филм да го рефлектира својот талент во делот. Апсолутно. И што забележа разговарајќи со? И тие ми кажа дека оваа година Агенцијата за филм одделила вкупно 300 евра, тоа се 18.000 денари, за да субсидира дипломски филмови на студентите по филм на трите универзитета за филм во Македонија, тоа е ФДУ, Европа Прима и универзитетот во Тетово. Прости, 300 евра по човек? Не, вкупно 300 евра. Вкупно 300 евра? Да, вкупно 300 евра. 300 евра за сите дипломски работи на три универзитети државни. 300 евра. 300 евра и... Колку студенти се од прилика? 15, 20, 30? Околу 30 на студенти. Значи 10 евра по човек за да си сними дипломска... Мислам, прости што се смеам. Тебе ти е тоа дел и од професионалниот хабитус како професор на ЕСРА. И ти на поинаков начин ги жалиш тие луѓе, бидејќи подлабоко ја знаеш нивната мака. Јас можам само да кажам дека ми исклучително жал да слушнам ваква трагична информација. Ова е навистина трагично. Па јас се согласувам и кај мене и кај моите соработници, тоа предизвика прво гнев, а потоа седнавме тоа да го рационализираме и да видиме, добро, окей, ситуацијата е грозна, окей, ај сега да видиме што може ние да направиме од тоа да го извлечеме најдобро. Прашање само едно, прости. Продукциски, една секунда или минута, како сметате вие? Колку би чинала една минута материјал продукциски за еден таков дипломски труд на студент? Ако, не знам, серија, филм чинат многу повеќе, еве, апроксимација да направиме. За да видиме дали барем една секунда од дипломскиот труд Агенцијата за филм им покрила на студентите. Да не зборувам за сите други. Еве, за да има некој пластичен пример, според кој и обичните гледачи ќе може да разберат, да го разберат односот на Агенцијата за филм кон својата иднина. Точно, тоа се луѓето кои што треба иднината. Да создаваат македонска уметност. Тие одделили 18.000 денари кои според мене не ми се верува уште. Да, се недоволни за сендвичи за продукција на еден филм. За, да кажем, ако треба најмалку една недела продукција на еден краткометражен дипломски игран филм на еден студент, 18.000 денари не се доволно за кетеринг. За по еден сендвич дневно за цела екипа. Ете, тоа е, за да може да разберат гледачите. Доста за ужасите, браво за иницијативноста. Значи, вие се собравте повеќе продукции и медиумски чинители, како да кажем. Богдан види, ние за жал бевме приморани да ја земеме улогата на државата, затоа што свативме дека држава не постои. Односно, државата се откажала од сопствената иднина. Се откажала од студентите по режија, кои за 4-5 години ќе бидат идните дипломирани и веќе реализирани режисери кои ќе треба да дојдат да работат во оваа телевизија. Може би не сакаат конкуренција тие од агенцијата до сегашните за кругот да си остане тесен. Види Богдан, Милчо Манчевски, мислам дека многу го дефинира сето она што се случува во Агенцијата за филм и луѓето кои управуваат со Агенцијата за филм и со Друштвото за филмски работници како салиеризам. Знаеш зашто кажам, нели, дека како потребен човек да уништи талентот на другите луѓе за само тој да постои. Јас разбирам тие луѓе да имат пориви за салиеризам кон Милчо Манчевски. Ете тоа можам да го разбирам. Но да бидат салиериевци кон студенти, кон идните Моцарти, тоа не го разбирам и никош нема да го разбирам. Тоа е антидржавно. И тоа е античовечки. Антицивилизацијски. Тоа е антицивилизацијски. Тие луѓе седнале и направиле план како да ја уништат иднината на оваа држава.
се разбира дека ние тоа Секогаш нема на акцијата има и реакција. се Така. разбира дека ние Тоа тоа се нема да законите им на го природата. дозволиме, тоа не доаѓа во обзир и нема да дозволиме една генерација на талентирани млади луѓе студенти да бидат разочарани дека не може да ги направат своите дипломски филмови заради тројци или петорица салиериевци. Тоа ние нема да им го дозволиме. И затоа направивте? И затоа направивме фонд, се собравме многу луѓе, многу Добро. продукции, има и кој Алфа телевизија со сопствена донација. Направивме фонд од готовина, од средства, од технологија и од други сервиси кои се потребни за продукција на филмови во висина од 50.000 евра. Вау. Да. Вау, браво. Браво. Распишавме конкурс за сите дипломци од последните години од факултетите за филм и телевизија во Македонија, режисери, кинематографери и продуценти, затоа што сакаме да ги мрежиме, да научат дека ова е заедничка работа, дека ова е колективна работа, дека филмот е за другарство, нели? Треба да ги научиме на тоа, дека ова не е индивидуален чин. Ова е колективна работа, ова е синкретика, бара многу луѓе да бидат вклучени во тоа и сакаме уште како студенти да ги воведеме во вистинскиот начин за тоа што е филм, што е кинематографија. Односно да ја добијат реалната пракса од реалниот живот, која што ќе им е неопходна понатака во животот. Така е. И собравте 170 пати повеќе пари од тоа што државата определила за тие луѓе. 170 пати. Ќе собереме уште. Јас сум убеден дека ова иницијатива ќе се развива. Предпоставувам има голем интерес од сите. Апсолутно, но ние можеме да избереме само 3 најдобри сценарија, 3 најдобри приказни. Добро. Формиравме комисија од сценаристи, режисери и продуценти пред кои студентите кои ќе аплицират со своите проекти, ќе им организираме две работилници, 2 питчинга, питчинг тоа што не знаат, да тие гледачи што не знаете, начин како во најкратко време да го представиш да го објасниш идејата за својата идеја за проектот кој го работиш, но ние ќе имаме доволно време додека трае фестивалот, практично од 7 до 11 август. Така, да ги одбереме трите најдобри проекти и трите најдобри проекти ќе добијат грантови во висина од 1 милион денари во готовина, во средства и во услуги. Дополнително јас себе им ветувам јавно на сите дека за нивните филмови на вистина да бидат најдобри што може да се конкурират не во Македонија, не на Балканот, туку со светот. Јас ќе се потрудам од Балканот и Медитеранот да им ги донесам најдобрите актери. Да работат на нивните филмови пробоно, еве тоа ветувам, за да можат да направат најдобри филмови и да се представат најдобро свет. Браво и секоја чест. Еден од нив предпоставувам е и Владо Јовановски, имате посебна вечер во негова чест. Зошто? Ќе отидам малку напред, па ќе се вратам, се вратам назад. Минатата година ние за жал го загубивме магот, дојенот на македонското актерство Мето Јовановски. Мето Јовановски искрено не беше само синоним за македонскиот филм, за македонска кинематографија. Мето Јовановски самиот беше синоним за Македонија. Луѓето на Балканот и во Медитеранот со лицето, со појавата на Мето Јовановски ја идентификуваа Македонија во позитивен смисол за среќа. И откако трагично минатата година не напушти Мето Јовановски, ние поддржувачите негови, пријатели, колеги, јас самиот имам снимено 3 филмови со Мето Јовановски, свативме дека нешто мора да направиме во врска со тоа. Богдан, да бидеме искрени. Единствен начин да заслужиш да те почитуваат оние после тебе е ти да покажеш почит за оние пред тебе. И заради таа идеја за светот ние решивме со помош на семејството на Мето, добивме писмена дозвола. Изим, што би се така рекло. Така е, да восстановиме единствена награда Мето Јовановски за извонредно актерско достигнување во уметноста на филм. Во рамки на фестивалот, во рамките на фестивалот ќе доделуваме единствена награда Мето Јовановски. Браво, супер. Така ќе се вика наградата која ќе биде именувана по него и
самата плакета ќе биде со ликот на Мето Јовановски. Нема зошто поиг да елаборирам зошто го правиме тоа и зошто зошто името на Мето Јовановски, нели? Мето Јовановски е толку конзервирана големина што ние што и да додадеме сега афирмативно нема да ја зголемиме таа големина, затоа што е таа големина конзервирана еднаш и за секогаш. Фала му на Бога што е тоа така. И Владо ли е добитникот прв? Првиот лауреат на наградата Мето Јовановски е магот на македонското филмско актерство Владо Јовановски. Честитки за Владо од мене вака однапред. Не знам дали ќе го видам до 7 август, но морам да кажам, Јани, дека сте направили одличен избор. Па, ние направивме избор како професионалци, како луѓе кои ја сакаат кинематографијата и како луѓе кои на кади да се свртат, кади да сакаат да побегнат, ќе се соочат со Владо Јовановски како актер. При што предпоставувам дека дури и да се работеше за некој брилјантен актер каков што е, а да беше пример некој табиетлија, чурук човек, повторно би ја добил наградата ради своите актерски способности, талент. Но кај Владо е најдоброто што Владо е, не знам дали е подобар човек него актер или подобар актер од човек. Едно прекрасно човечко суштество, така да честитам за изборот за првиот добитник на наградата Мето Јовановски. Во уметноста на филмот Богдан има една идеја, нели, почна кај режисерите, нели вика, кога правиш кастинг, внимавај секогаш дека ти не избираш актер, туку избираш човек. Зошто јас би избрал некој човек со кој 2 месеци ќе се мразам? Нити јас не му требам, нити он мене. Владо е еден од оние актери кои од кога ќе го кастирате, ќе си поминете 2 месеци прекрасни на снимање, а освен тоа ќе добиете извонредно актерско достигнување. Самата негова појава на Владо Јовановски во голема мера е блиска, сличи, има приближен хабитус како и на Мето Јовановски. Дури нема никаква родинска врска, чисто да демистифицираме, дека се татко и син, браќа, дури физички наликуваат. Јас со нив сум работел и со двајцата, ние правевме еден филм Крајот на светот во кој ти играат татко и син. Го знам тој филм, ќе има и омаш од филмови на Владо Јовановски, тоа е во четврток на 8 август. Така е, во четврток. Кој ќе се додели на, предпоставам, официјално. Наградата ќе ја доделиме во петок на свеченото отворање на филмот. Ќе го прогласиме лауреатот Владо Јовановски, ќе имаме, нели, презентација на неговите најдобри актерски остварувања во уметноста на филмот, но во четврток во амфитеатарот ќе имаме омаш на Владо Јовановски, ќе имаме интервју, разговор со Владо Јовановски, со публика, каде што ќе може сепак луѓето кои Владо го знаат од екраните, и малите и големите, кои никогаш немале шанса да се сретнат со него од блиску, да можат да дојдат, да постават прашање, да поразговарат, да ја почувстват таа прекрасна енергија и гледачите, за да можат да го доживеат Владо Јовановски не само како актер, туку и како човек. И потоа на крајот од тој омаж, ние премиерно на фестивалски ќе го пуштиме краткиот филм Татко, во кој Владо игра една исклучителна улога, сега да не ја раскажувам, станува малку да има интрига за да гледачите. Владо игра татко, кому синот ќе дојде и ќе му признае дека е геј. Владо тоа го играе така суптилно, блескаво, така да ќе уживаат гледачите да видат како еден татко збунето, но со многу љубов ќе се однесува кон синот. Тоа е четврток по 20 часот, амфитеатар на град Дојран. Така. Режијата е на Светозар Ристовски, тоа е филм на Светозар Ристовски. Петок, 9, како рековме на почетокот, и на брзина ќе ја пројдеме програмата, ама нема крајова. Не, окей, убаво е, интересно е, информативно е. Во петок, на 9 август, продолжува студентската програма, така, она представување, питчинг студентите, она што за што го зборувавме, доделувањето на наградата и започнува надпреварувачката програма на фестивалот и со краткометражни и со долгометражни филмови. Филм во петок.
Во петок. Да. Има колку се краткометражни, колку долгометражни филмови, од каде доаѓаат и што може да очекуваат луѓето кои што прв пат би дошле на фестивалот. Така. Значи, официјалната селекција е составена од долгометражни играни и еден долгометражен документарен филм и од 9 краткометражни играни филмови и поделени се во две селекции, краткометражни и долгометражни филмови. Официјалната селекција на долгометражни филмови е составена од 5 филма. Тоа се српскиот филм Руски конзул, грчкиот филм Тишина 611, францускиот филм Заразени, хрватскиот филм Хотел Пула и израелскиот филм Сребрен бунт. Значи, ете, како што е и насловот на фестивалот, фестивал на медитеранскиот и балканскиот филм, буквално целиот Медитеран ние и Балкан ние во официјалната селекција на долгометражни филмови и 9 краткометражни филмови од 10 медитерански и балкански земји дополнително, меѓу кои имаме 2 македонски филма. Не гледам Ѓорче Ставровски и Андреј Ѓоргиев, кој поранеше наш колега, кој работеше како режисер и реализатор во Алфа телевизија. Еве тоа што зборуваме, нели? Алфа телевизија учествува во грантот за финансирање на студенти по режија, затоа што утре ги очекуваме да дојдат во Алфа телевизија и да се реализираат себе си во сите продукции на Алфа телевизија, во играни, во документарни, во шоуа и така натаму. Супер. Мора да произведуваме кадри, никој нема да ни ги произведе од Германија. Германците напротив ќе дојдат ќе ни ги земат од тука. Нити може со обука од 3 месеци да се направи. Нема таква работа, треба да биде трпеливи кон младите, да им посветиме време, љубов и разбирање. Тука нема. Блиц прашање само. Има ли перспектива оваа професија кај нас? Или не е блиц прашање? Гледај се, јас сакам малку да се вратим на програмата, да завршиме и потоа подсетиме за тоа, зашто е многу важно да одговориме на ова прашање. Во ред. Значи, свеченото отворање е 9 август во 20 часот со српскиот многу интригантен филм Руски конзул. Тој е филм кој се случува на крајот на 70-тите и почетокот на 80-те години во Косово. Да не заради ова, заради што е руски конзулот, не даде државата поддршка на фестивалот? Не. Требаше да одберете некој проевропски конзул, некој западниот дипломат. Нема ли некој таков филм? Има, ќе го најдеме и ќе ги задоволиме желбите на власта, нема проблем. Простина дигресија, ама јас уживам во. Да, знам, но јас едва и чекам да и се допаѓам на власт. После ќе те прашам и за твојот филм Русите се доаѓаат во Шугарлен, да. Но, да се вратим на Руски конзул. Руски конзул е филм од 2014 година. Режисер на филмот е Мирослав Антич. Лекич, се извинувам. Познатиот Лека. Имено, она што е важно за тој филм, да кажеме дека тој филм во кој исклучително добро на продукцијски ниво се конзервира бивша Југославија на крајот од 70-тите и почетокот на 80-тите. Од 2024 година е филмот. Да, филмот е нов, 2024 година, македонска премиера. Сите филмови се македонски премиери, а сега ќе кажем, еден филм има светска премиера. Опа, вау, добро. Значи, филмот Руски конзул, освен што е интригантен по темата, кој зборува за односите помеѓу албанците и србите во Косово, чии рефлексии ги живееме се уште ден денес и во Србија и на Косово и во Македонија. Ги живееме уште долго време. Интригантно е тоа што стварно збор за филм кој е правен според роман на Вук Драшковиќ, но филм во кој еднакво критички се поставени и србите и албанците во Косово и не случајно во филмот играат актери од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Албанија, Косово. Од сите завојувани страни со еден збор. Така е, Менсур Севџиу, косовски актер, има бравурозна улога, гениална улога и можам да кажам дека во тој филм играат тројца актери од Македонија. Кои? Едмон Цотир има мала изворедна гравура на полицаец. Добро. Висар Вишка, бравурозен. Најдоброто нешто што го направил во неговата кариера, игра еден исклучителен
доминантен член на Сојузот на комунистите на тогашно Косово, карактерот се вика Бериша, еден човек кој е неприкосновен во она што го прави и кој на крајот ќе влезе во конфликт со своите сонародници албанци. И третиот актер од Македонија кој игра во филмот е Мето Јовановски. Руски конзул, за жал, е последниот филм на Мето Јовановски. Ова беше за нас и чест, и привилегија. И емотивно искуство да, ќе биде. Но ќе го имаме за свечено отварање. За последен пат, прв пат. Така е, го имаме Мето Јовановски со неговиот последен филм во кој бравурозно игра македонски свештеник кој е во затвор во Србија заради тоа што пропагирал вера, патем да кажам дека во еден момент, во една секвенца кажува молитва на македонски јазик. Доволно не кажува повеќе, ова е сосема доволно за да ги заинтригира сите. Јас знам дека иако сум охриѓанец би сакал во Дојран да го погледнам овој филм во тој амбиент, во тој момент, во тоа обкружување не само физичко во смисол на природата, туку и на сите љубители филмски Бог да само работници што тоа се потрудивме да ги поканиме сите актери од регионот кои играле во филмот, и од Србија, и од Косово, и од Македонија, потврдија доаѓање. Ќе ни биде многу драго затоа што и Менсур, и Вишка, и Едмонд, и Дугалич ќе можат од прва рака да споделат емоции со нас за Мето Јовановски, со кого играле заедно во неговиот последен филм. Ќе бидат може сите би тука. некој од семејството на Мето ќе Ќе ги поканиме, кој може ќе дојде, инаку има многу емотивен разговор со Менсур Севџију, со големиот косовски актер кој беше возбуден од тоа дека како се случи со Мето и како имале невидено прекрасни денови поминати Мето и Менсур на снимање и направиле едно заедништво, што само потврдува дека филмот и уметноста нема граници, дека ние, нашата идеја да одиме преко езерото, на другиот брег, да ги видиме нештата, тоа ќе го потврдиме на лице место. Брилијантно. И покрај тоа што е Ноки на Гилермо Гарсија Лопес, Франција, исто така филм. Само, уште една реченица да не заборавам. На свеченото отварање, практично, после доделувањето на наградата Мето Јовановски на Владо Јовановски, ние свечено ќе го отвориме фестивалот со светска премиера на филмот на Андреј Ѓоргиев, на нашиот колега Параноик. Тоа е краткометражен игран филм, исклучителен филм на исклучително талентираниот млад режисер Андреј Ѓоргиев, кому и за него и за нас преко езерото ќе биде можност за светска премиера на последниот краткометражен македонски филм и многу се радувам. Многу подпрашање имам. Едно од нив е што е потешко да се направи краткометражен или долгометражен филм? Ако ме прашаш мене, краткометражен. Бидејќи треба се да собереш во 10 минути целата поента што сакаш да ја постигнеш. Вистински подвиг е Параноик на нашиот колега Андреј Ѓоргиев. Ќе види публиката. Просто е супер, гениално супер. Сабота, 10 август. Продолжуваме со програмата. Ги имаме како се ка, сабота ги имаме два долгометражни филмови и неколку краткометражни. Во недела продолжуваме со Хотел Пула на Коровлев, да. И со Звездена. И исто така имаме уште еден краток филм на српски автор, но со македонско потекло, тоа е Александра Лазаровски. Така, Лазаровски од Србија, таа е родена и живее во Србија, но е македонка по потекло. Ќе се пишеме како наше готово. Наше ќе дојде на фестивалот, ќе се дружиме со и тогаш и свеченото затварање во недела. Каде ќе видиме еден хорор филм и ги поканал сите тинеџери да дојдат да уживат, да гледат вака. Како се гледа хорор филм. Зошто бе така им правиш на децата? Нема хорор филм се гледа. Јас се плашам уште од хорор. Хорор филм се гледа нели ете вака. Така да ги поканувам да уживаат младите. Исклучителен хорор филм со инсекти. Да дојдат да видат еден блеска француска продукција. А ќе може во Дојран и во живо со комарците таму плюс атмосфера да им се направи. Ама супер, полна програма од 7 до 11 август. Навистина
Кажи ми, ова кој го препознава? Локалната, регионот поширок, Валандово, Струмица, Гевгелија, за Дојран не правам муабет, сигурен сум дека дојранчани знаат колку е ова важно и значајно. За нив како ве прифаќаат таму? Како ние во Охридско Пенишчеве или поинаку? Зошто Дојран и кој е потенцијалот на Дојран? Како ги мрежувате тука и културата и уметноста и туризмот? Супер прашање. Многу сакам да зборуваме за тоа. Богдан, ние на долги години, може 10 години, една група луѓе кои го направивме фестивалот, имавме таа идеја, тој порив, таа страст во Дојран да направиме фестивал на филм, да направиме филмски фестивал од повеќе причини. Првата причина е тоа што голем дел од нас потекнуваат од тој крај. Јас самиот потекнувам од другата, од грчката страна денес на Дојран. Мојата сопруга е потекнува од Дојран, така да може јас имам и личен афинитет кон Дојран. И нема ништо лошо во тоа. Имено, од првиот момент, кога решивме дека треба да го правиме фестивалот, свативме дека тоа е најлошиот момент за македонската култура и уметност воопшто. Тоа беше пред 3 години, кога СДСМ нема интерес да вложуваат и инвестираат во културата, дури и за нивните членови, дури и за луѓето кои нив ги поддржуваа, а не пак за нас кои бевме опозит за нив во тоа време. Така да, првото издање на Преко езерото беше во најтемните денови за македонската култура, но имавме среќа. Го препозна градоначалникот, кој е од Социјалдемократскиот сојуз. Го препозна Советот на Дојран, го препозна дојранчани, го препозна јавноста и направивме блескаво прво издание и после успешноста на првото издание, уште вечерта на крајот од третиот ден свативме дека мора да правиме второ издание. Го направивме второто издание каде што пораснавме за неколку стотина пати. Значи првиот пат пак влеговте во една непозната територија, као го правиме, ама не знаеме што ќе биде. Не знаеме што ќе се случи од тоа, нели? Богдан, без ризик нема ништо. Значи ние македонците имаме проблем со еден личен конформизам кој може ни се влече од социјализмот, нели? Државата да направи ова, тој да направи ова, директор да направи до 30 години сме капитализам, мора да имаме предприемнички дух. Предприемничкиот дух, дури и во културата и уметноста, подразбирам и ризик. А како генерациите што учеле марксизам очекуваш да се снаоѓаат добро во капитализмот? Ама јас сум учел марксизам, па сватив дека... Општо во општ случај генерациите, не за поединци. Океј, но разбирам. Но еве новите генерации со кои ние го почнуваме фестивалот, со децата, младите и тинеџерите и студентите ги воведуваме во тоа дека ова е капитализам. Тоа заеднички ги воведувате заедно со агенцијата за филм, која што ви вика, еве ви 300 евра на вас 30 и за нивна среќа имаат плюс нели фонд од 50.000 евра да се борат тројца кои што вие сте го направиле. Се уште ми е, не можам да го врежам во главата ова. Ама Богдан, има една основна разлика. Луѓето од ДФРМ кои реално управуваат со агенцијата за филм и со филм Друштво на филмски работници на Македонија, да. И самата агенција за филм, тоа се две организации кои се грижат за самите себе си. Нашата идеја е нешто може Македонија да направи за нив, за нас. Туку што можеме ние да направиме за Македонија. Зошто немаме кандидат за Оскар оваа година? Тоа е како да немаш некој со олимписка норма на Олимпијада, така? Тоа говори за состојбата во државата, за духот на општеството. Јас сум исклучен од тековите на работењето на агенцијата. Пред некој ден го прочитав тоа. Да, јас немаме ли филмови снимени? Или по нивните критериуми не е никој добар? Јас сум на црната листа на агенцијата за филм на Друштвото филмски работници. Немам никаков увид. Јас воопшто не знам што се случува таму. Тоа што знам од медиумите, дека ситуацијата е катастрофална, дека тие во последните 5 години ја ставиле агенцијата за филм во милионски долгови во евра, не во денари. И што ќе се случува понатаму, тоа најверојатно ќе треба министерот за култура да го повикаш, да гостува, па да го прашаш. Убеден сум дека тој знае како ќе ги решава понатаму проблемите. А и органите, истражните органи си имаат сигурно... Има судови, како се тоа, обвинителства,
Јас не можам ништо да кажам за тоа. Да не правам дигресија од прашањето за... Се разбира 100 подпрашање имам, но вмрежување, култура, уметност, туризам. Така е. Зошто е тука пример Дојран важен, зошто е Охрид важен, Преспа важна, какви искуства, бидејќи ти ја познаваш темата. Си ми зборувал за ова и си пишувал колумни и пред неколку години. Јас сум можеби првиот човек во Македонија кој отвори темата вмрежување на културата, уметноста и туризмот, затоа што ние мораме да разбереме пак дека 30 години живееме во капитализам и дека уметноста е производ за на пазар. Значи, да, уметноста е производ на духот, но наменет за консумација, за пазар. Дека мецената Медичи ќе нарача, не Ама знам, сега опера доста, и... 30 години, 70 години државата да финансира луѓе и проекти за кои никој не се интересира и кои не може да се продадат никаде. А луѓето нема ни представа каков бизнис е тоа во суштина. За некого зборувам. Културата и уметноста е огромен бизнис. Јас само ќе кажам пример, нели, за една голема земја, иако не е добро да се споредуваме со да правиме таква дигресија, не добро. Добро. Бруто извозот на Соединетите Американски држави 40% е составен од култура, уметност преку така наречената entertainment индустрија. Вау. Значи, Соединетите Американски држави во буџетот од извозот заработуваат повеќе од уметност, култура и entertainment, отколку од продажба на оружје. И уште една важна дополнителна работа, каква е таа идеална комбинација, што и својата пропаганда, идејата за себе ја продаваат, односно светот им плаќа за да ја купи идејата за нив самите. Што е брилијантно. Ете, умни луѓе и треба да се подучуваме. Можеме ли ние така? Секако дека можеме и мораме. Слушам. Да. И не случајно заради тие причини одбравме да правиме фестивал во Дојран, затоа што Дојран има прво огромни потенцијали во областа на туризмот. И нашата основна идеја од почетокот беше да го вмрежиме фестивалот како културен настан со туристичката понуда на Дојран. Но, да бидеме реални, Дојран сам како град нема доволен потенцијал за една сепак голема идеја каква што е нашата и свативме дека следниот чекор кој ние треба да го направиме е да го регионализираме проектот. Добро. И во проектот наречен Филмски фестивал во Дојран да го вклучиме целиот југоисточен регион на Македонија. Тоа се Дојран, Гевгелија, Валандово, Богданци, Неготино, Кавадарци, Струмица и Радовиш. Супер. Тоа е еден огромен регион кој гравитира кон тој дел од просторот. Идејата е Тоа е наредниот чекор, тоа е визијата. Ние веќе почнавме со тоа и мината недела имавме состанок, средба, работилница со културњаци и институции, дури и представници од општина Гевгелија во Гевгелија. Како општина која е најблиску, која е најблиску до Дојран и која може веднаш да се вклучи и оваа година во проектите на преку езерото и ќе се вклучат. Ние бевме пријатно изненадени како луѓето без воопшто да знаеме едни за други сме биле на иста бранова должина како сме размислувале на еден начин. И идејата ни е да го вмрежиме целиот регион. Сите невладини организации кои се бават со култура, уметност, социјални аспекти од живењето, па дури и еколошки, затоа што Дојран основно и еколошка приказна, нели, ќе се вратиме и на тоа. Да. Да ги мрежиме во една голема платформа и така вмрежени да настапиме пред националните фондови за култура, сега и туризам, така ли? Затоа што сега јас имав малку можеби инсайдерски информации, но знаев дека владата на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски ќе формираат Министерство за култура и туризам. И ние 3 години однапред се подготвувавме, се образувавме за да го дочекаме овој момент подготвени. Зошто е важно сега новото министерство и така вкрстените ингеренции на културата и туризмот? Што се може да се како би се идеално би се дејствувало сега? Еве ќе ти кажам кој е
како треба да почнеме да действуваме, Ајде. затоа што, да бидем искрени, ова ќе биде процес. Добро. Нели, ова што ние сега почнуваме да го правиме во Министерство за култура и туризам, државите како Хрватска и Грција, кои ни се соци, ние сега нема да кажувам скандинавски примери, не е добро, нели не е адекватно, но посебно, но јас во еден момент ќе ги издвојам Хрватска и Грција затоа што тоа се земји кои имаат излез на море, и Албанија, така ли? Добро. И ти имате една друга понуда, димензија во однос на вмрежување на култура, уметност и туризам, но нашите добри примери треба да бидат континенталните држави, како Унгарија, Чешка, Словачка, Австрија, Србија. Сите ти имаат и култура и туризам, нели? Апсолутно. Посебно Србија, која во последните 5 години има 500% развој во однос на приходите од така наречениот културен туризам. Како? Еве сега ќе кажам како. Во принцип на Ние Богдан... охријани сме нетрпеливи. Сакаме одма да разбериме што треба да направиме, знаеш? Да. Во принцип, променета е човечката натропија во однос на тоа како го консумира туризмот како појава. Добро. Ако во 20-тиот век основна идеја на туристот било да отиде на море, езеро или покрај река со цел да се сонча и да престојува покрај солта 5, 8, 10 и 12 дена на сонце и крајниот резултат да биде поцрн убав тен, да. Така е. Сега таа идеја повеќе не постои во 21 век, па туристите веќе сега не се изложуваат толку на сонце заради озон, променети околности, потоа страф, нели, од тоа дека да бидеш 12 дена изложен на сонце, на други влијанија, нели, не се толку корисни како што пропагираше туризмот на 20-тиот век. И немаше солариуми тогаш толку јани, сега Така е. Сега туризмот на 21 век е поделен на два вида туризам. Тој е едниот вид основен е масовен туризам, каде што луѓето практикуваат да посетат некое место надвор од домицилното организирано преку здруженја или агенции туристички кои тоа го прават во нив и тие се луѓе кои доаѓаат на една дестинација и најголем дел од времето каде што пристојуваат на таа дестинација го минуваат на едно место, а еден мал дел одделуваат за да ја посетат и да ја исконсумираат туристичката понуда на дестинациите околу основната. Во потесниот регион. Така, околу основната дестинација. Добро. И ние Тој е масовниот, а другиот е? Другиот е така наречен личен, односно селективен туризам, каде што доаѓаат туристи кои сами лично или во мала група однапред самоиницијативно се информирале и одбрале каде ќе посетат како туристичка дестинација. Денес тоа се прави лесно, се гугла, Визер, Booking, Airbnb и така натаму и така натаму и многу други нели на платформи нели кои помагаат во однос на избор на туристичка дестинација и тоа се така да речените секундарни форми на туризам и тоа се туристички групи кои се во постојано движење. Предпоставувам дека таргетот на пример Дориан Филм Фестивал се вторите. И едните и другите. Како? Се... За вторите ќе разберам. Ги бркаш пример филмофилите кои што сакаат да посетат некоја дестинација што за нив е непозната, мистична, екзотична како Охрид Дориан Преспа, еве Дориан конкретно и има онака баш сакаат да си гледаат филмови на плажа во бајковиден амбиент, да може да тркнат ако сакаат и до Грција и до Бугарија, дури се таму, ама како оние другите вака групи би ги заинтригирале? Богдан, бидејќи ние до сега не сме имале вмрежување на уметноста, културата и туризмот, и допорно ни прости процес треба да дадеме време на Министерството и на Министерот за култура. Мора да дадеме време. Мора да бидеме трпеливи. Да, малку да се врзуваме сите во тој смисол. Мора да во исто време работиме и на едната, тоа е масовниот, и другиот нели е селективниот туризам. Немам избор, мора да работиме и на двете. Но се разбира, мора да се определиме како држава кој од тие две основни форми на туризам ќе ни бидат фокус. Каде ќе вложуваме повеќе, каде помалку. И тоа прашање на стратегија. Охрид го има тој проблем.
што не може да се одлучи. Зборувам за Охриѓани, не градот или министерството. Ама мора да се одлучиме. Ние имаме исто време и Охридско лето, така? Имаме и Цеца или таа Пријович, Мијович. Мора да се одлучиме сега. И имено, многу луѓе од Дојран, од југоистичниот регион или од Скопје, пријатели, органи, Јани, абе Дојран, знаеш, нема ништо не се случува, зошто луѓето би доаѓали во Дојран, види го Охрид. Абе да луѓе. Ама Охрид има 70 години Охридско лето. Во Дојран немало ништо. Ние не може да развиваме туризам ако нема понуда. Значи, ние прво мора да создадеме содржини заради кои некои туристи би дошле да престојуваат на таа дестинација и да го исконсумираат тоа понудено како содржина и односно како форма. Пред 100 години Дојран бил поголем град од Охрид. Така е. Дојран бил 23.000 жители, кога 7.000 жители бил Охрид. Значи гледате како се превртили работите. Но возможно е, нели, повторно нешто од нула да се почне и да се... Апсолутно, апсолутно. И сега, значи, ние мора прво на Дојран да му понудиме содржини. Нема друг начин. Но во исто време мора да разбереме дека Македонија е толку мала земја што тој хендикеп мора да го претвориме во предност. Како? Например, кога фестивалот преку езерото во Дојран, кој ќе биде фокусиран кон двете групи, и кон масовниот, и кон селективниот туризам, ќе имаме масовен туризам кој ќе престојуваат масовно туристи 7 или 10 дена во Дојран. Во исто време ќе им дадеме понуда на една од најголемите фокусни групи во туризмот. Тоа е туризмот со минатото, историјата, архитектурата, културата, цивилизацијските придобивки, храната и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ние да не забораваме покрај Дојран минува линијата од траншизите, од фронтот, од рововите од Првите светски војни. Самиот тој... Французи, британци... Канаѓани, американци, австралијанци, германци, сите имаат дедовци и прадедовци кои би сакале да дојдат да видат каде нивните дедовци ја поминале својата младост. Па какви приказни може да им раскажеме и што се може да им продадеме за да ги задржиме. Еве во самиот Дојран ви кажам. Понатаму, на 35 километри од Дојран е Струмица. Имаме антика, среден век, модерна. Значи, Струмица, Цареви кули, Велјуса, Водоча, Бања Банско. Имаме сега за среќа реновиран огромен хотел, тоа е хотелот Цар Самуил и термите. Реновиран ли е Цар Самуил? Реновиран, сега изгледа во основно таму на екскурзија беше... Изгледа исклучително добро. Браво. Покрај хотелот ги имаме римските и античките терми, каде што според некои предања дури и Аристотел кога престојувал во Струмица ја напишал својата поетика. А и да не е точно, ќе ја измислиме приказната и приказната ќе се продава. Значи, имаме ние можност за содржина за тие кои ќе дојдат масовно да престојуваат 7 дена на фестивалот во Дојран, така ли, да може да ги донесеме во регионот. Понатаму, на 10 километри е Кожув. Бања на Кожув. Така е. Прек убавините на Кожув. Смрдлива вода, како значи, се значи, имаме можности невидени. И прекрасната Гевгелија, која е крајната граница на Медитеранот. Значи, така е, да. Можностите се огромни. Патем, ние додека ги држиме една недела туристите, нели, да бидат присутни како масивни туристи на фестивалот, имаме и дентал туризам во Гевгелија и во Струмица. Да, вистина е. Така е. Вистина. И да не зборувам понатаму за туризмот поврзан со храна. Домицилна храна, еколошка храна, чиста храна. Да не се уште смоквата, калинките, дуњите се органски производи. Има ли во моментот нешто побарано од тоа? Нема. Апсолутно. Нема. Ние само треба да го спакуваме, да отидеме, да ги однесеме луѓето таму каде што ги гледаме органските производи. Како се тоа ми го зборуваш цело време во ум ми е инфраструктура, логистика. Инфраструктура, логистика. Ќе стасаме до таму. Значи, ние фестивалот го правиме со организација со градоначалникот и општина Дојран.
Значи ние веќе имаме основна инфраструктура. Не, зборувам за сите луѓе кои што во иднина за 10, 15, 20 години треба да дојдат таму. Треба да се прави од сега стратегија колку се вложи во таму во хотели, во бидејќи еве мој да имат луѓе, ама да немат кај да дојдем и до скијат. тоа, нели како културата, уметноста и туризмот ќе се вмрежат со економијата. Да, Кога ние ќе направиме фестивал кој привлекува целни групи 35, 55, платежите, така, тие кои имаат хотели, мотели, соби за издавање, во иста секунда нивниот бизнис ќе добие поголема цена. Во истата секунда. Како во Штип што е случај сега со изнемувањето за студенти, соби за студенти од Турција. Ете така, нема никаква мистерија. Значи, во истата секунда тие ќе го препознат сопствениот интерес. Значи, она што тие сега го издаваат, условно да кажем, за 30 евра, утре ќе го издаваат за 40, 50, 60, 70 и понатаму. И ова е во врска, нели, со едната форма масовниот туризам. Другата форма е селективниот туризам. Ние знаеме дека филмската уметност е уметност, нели, која има, нели, ајде да кажеме, консументи повторно кај целната група 35-55, која е најплатежната група, нели? Но кај луѓе кои имаат слободен дух, луѓе кои се независни, луѓе кои сакат сами да се организираат, нели? Кои се и доволно авантуристички духови, номади, како да ги но и доволно писмени и слободно пристапуваат кон формите, начините на самоорганизирање преку социјалните мрежи, но и доволно храбри да истражуваат. Таа целна група ние ја очекуваме во Дојран. На таа целна група звучи добро, да. Таа целна група ние која ќе и го нудиме фестивалот, веднаш ќе им ја нудиме. Да. Така е. Кожув, Струмица, Паљурци, Богданци, Валандово има прекрасни можности. И на крајот регионот Неготино и Кавадарци. Вино и вински туризам. Супер. Значи, целиот регион ќе го направиме свесен за потенцијалот за основната платформа. Од каде тргнува сето тоа? Од идеја на група на луѓе да правиме филмски фестивал. И сега разбирам за добро и пластично ми објасни. Култура, уметност, туризам. Визионерски потек. Мислам, имате уште многу работа, нормално, Богдан, имаме уште многу работа, но оно што е најважно... Ќе рече си го фали директорот, ама за фалење, што? Гледај се, најважната работа во се тоа што кажувам е дека потенцијалот за развој се состои во пристапот до инвестиции за ова експанзија туристичка на југоисточниот регион. Си го гледал тоа во Србија, Унгарија, Чешка, Словачка, Сум го гледал секаде по светот Австрија. и ќе кажам пример, имав среќа да го проштам светот и да видам како нешто функционираат. Гледај се, Богдан. На Западна Македонија, јас немам никаков анимозитет, ти знаеш, па кон Охрид, не сум скопјанец, немам никаков проблем со тоа. Скопјани го уважаваат Охрид. Но 70-80 години се инвестирало во Битола и во Охрид. Тоа се факти, така ли? И затоа тој дел од Македонија е препознаен како туристичка дестинација. Тука да нема дилеми во однос на тоа. Сега, така ли, имаме можност да инвестираме и во овој дел од Македонија и не случајно е Дојран. Ние имаме ИПАРТ програма за меѓугранична соработка. Значи имаме огромни средства. Три држави се тука во тој радиус. Понатаму, имаме медија програмата на Европската Унија, по која има милиони, така ли? Станува збор за фестивал кој се бави со медија. Потоа имаме Creative Europe. Имаме работилници за деца, млади и студенти. Целата програма на Creative Europe и на медија програмата е насочена кон децата, младите и студентите, така ли? Така е. Идејата на Преко езерото е да направи камп за млади и студенти кои ќе престојуваат на брегот на Деоранското езеро од Балканот, Медитеранот и Европа, кои сами ќе прават селекција на филмови и ќе можат во едно обкружување на камп, на братство, на заедништво, својствено на младите. Тоа младите не сакат да одат во Шеретон или
или во, не знам, или во Хилтон, во Хилтон на пример, нели? Ридс-Карлтон, Сакат нели да отидат да бидат во шатор, во bungalov, нели, каде што ќе имат едно друго доживување. Идејата ни е да направиме филмски камп за млади, поточно за студенти од Балканот, Медитеранот и Европа, затоа што Дојранот секогаш била дестинација која ги привлекувала младите. Така да ќе направиме една симбиоза помеѓу масовниот, селективниот и оној туризам, нели, кој е наменски, тоа е туризам за млади и деца, и тоа ќе биде изворедна можност, Богдан, за децата на македонците од диаспората, да ги пратат нивните деца организирано под надзор во камп за деца и млади, каде што ќе можат да ја запознат татковината, малку да се образуваат за тоа што е филм, што е уметност, што е музика и така натаму. И уште една голема можност, ќе биде тоа прилика за, не ги сметам за диаспора, бидејќи тие се таму родени, твоите сонародници од Беломорска Македонија. За сите. Исто да ги пратат децата, за да се измешаме малце Апсолутно. и пред отворањето на границите во Европската Унија. Исти луѓе сме, исти народ сме, иста крв сме, да се запознаеме малку подобро. И се тоа што го зборуваш е една бесплатна лекција за некоја друга група на луѓе кои што можеби утре ќе се сретнат, можат исто во Преспа да го направат, бидејќи и Преспа е исто меѓу три држави: Македонија, Грција, Албанија. И се тоа околу можностите, регионот поширок, ваков туризам, онаков туризам, може да се направи, ама преска и еколошкиот момент го спомне, затоа и Преспа ја вметна во комбинацијата. Таму имаме друг проблем и еколошка катастрофа на повидок со Преспанското езеро. Имате ли и таков дел планиран за важноста од заштита на животна средина, чување на Дојранското езеро? Тоа пред колку 20 години беше буквално спасен од смрт. Така е. Односно воскреснато. Точно. Да. Богдан, јас сум свесен дека основната состојка на сето ова што го раскажувам, без разлика дали е култура, уметност или туризам, е самото Дојранско езеро. Ако не постои Дојранското езеро, нема да постои ништо од ова што ние сега го зборуваме. Ќе е прилеп. Така е. Пример. Така Со сета почит и љубов кон прилепчен. Така е. Но и во тој хендикеп има предност. Има ли човек кој сака филм, уметност и култура, кој е против екологијата? Нема таков човек. Затоа, нашиот фокус ќе биде како сегашните можности за зачувување на Дојранското езеро повторно да се стават во функција и да се развиваат сите форми на заштита и унапредување на еколошката состојба на езеро. Имаше абсурдни, банални објаснувања до пред некој време. Струја нема во таа пумпната станица, која што има, не знам, колектор ли е врзан или не знам, не ги знам деталите, но поради немање на струја во извесен објект имаше проблем со Богдан, тоа е одржување на екосистемот. Богдан, тоа е најмалиот проблем. Најбанален, кажам. Најбанален. Идејата наша е преку фестивалот, преку вмрежувањето, преку регионализацијата, да создадеме еколошка свесност дека прво, пред се и најважно е езерото да биде чисто и да биде во совршена, како се вика, форма, во совршена еколошка форма. Тоа е основната работа. Дали тоа е возможно? Ама секако дека е возможно. Зарем ние мислиме дека дури од другата страна на езерото немаме соистомисленици, уметници, екологисти, кои едва чекат да направиме иницијатива да не се придружат, заедно да аплицираме на многу фондови, и грчки, и македонски, и европски. И да е добро за сите. И да е добро за сите. Значи, да немаме дилема. Наспроти Дојран е Дојрани, така? Наспроти Дојран е Дојрани, да. Значи, немам никаква дилема дека можностите и од двете страни и дека има луѓе кои тоа сакат да го направат. Но прво треба да создадеме свесност за тоа и од едната и од другата страна дека езерото е најважната работа. Сето друго може, но не мора. Прво и после езерото. Јас само ќе кажам еден основен пример. Се направиле многу грешки, нели, во минатото во однос на Дојран и во идејата, нели, како Дојран да се направи, нели, туристичка мека, па се направиле парапетчиња, нели, околу, и имаше таква нестрекна идеја, па да се прави дури околу Охридското езеро, нели?
И за жал еден Повеќе дел несрекна отколку идеја. Не, добро што не се реализира правењето парапети во примерот на Дојранско езеро видовме дека водат кон смрт на езерото. Ние мора прво нели да видиме кај сме направиле штети и како да ги отстраниме штетите, за да може на езерото да му возможиме природно да делува, да действува природно, да живее секој ден. Имено, езерото секој ден умира, неговиот жив флора и фауна и повторно се раѓа. Тоа што е умрело во време на ноќта, утрото со плимата и осеката се истфрлило на брегото до езерата, па доаѓаат инсектите, животните се хранат, тоа станува хумус и тоа е екосистемот. Сега ако вие го одземете брегот каде што природно езерото живее, што ќе направите? Тој екосистем е добра паралела може или аналогија со екосистемот економски кој што вие може да го врзите таму, култура, уметност, туризам, екологија, други економски оператори и се повеќе и повеќе ми се допаѓа ова идеја, ова што го правите. Уште еднаш да повторам, 7 до 11 август во Дојран, трето издание на фестивалот преку езерото, Across the Lake Film Festival, 5 долгометражни со се еден документарен, 9 краткометражни филмови. Во официјална селекција. Во официјалната селекција, да, богата програма и благородна порака која што се шири. Јани, ајде да слетуваме со неколку прашања кои што предолго може да ги одговориш. Јас би сакал што поконцизно. Кога си излегол, претпоставувам си излегол годиниве пред надлежните, кои да се агенција за филм или не знам, Министерство за култура, тоест Министерство за култура веројатно, и им го објаснуваш ова, сето што вечерва го објаснуваш и верувам луѓе седат дома, кимаат со глава, викаат браво, супер идеја, без оглед дали живеат во југоисточен регион или живеат во Берово. Ти го кажеш, може да го премениме во Преспа. Апсолутно, апсолутно. И на каков одговор наидуваш? Ти си Јани Бојаджи, ти си на црна листа неподобен, не интересира ништо? Што барем не ти ја ископира идејата, бидејќи е добра идеја? Тоа се муфлузи, тоа се неспособни луѓе, некадарни да сработат ништо. Да ги биваше за било каква работа, во 7 години ќе направија нешто. Така да, видим, Богдан, основниот проблем е точно во тоа, нели, кон кого ние ги фокусираме нештата. Ако вие фрлите семе на камен, тоа семе ќе биде, нели, како што кажал, нели, на нашиот Господ Бог, ќе биде исколвано и ќе биде бадиела фрлено. Може би, како се вика, јас ова сега го кажувам јавно, со ризик некој да го украде, така ли? Но сметам дека мрзеливоста не е на случаен проблем. Но сметам дека овој пат семето не го фрлам на камен, туку на плодна почва и дека тие кои се одговорни за почвата, тоа ќе го обработат, ќе го потхранат, ќе го негуваат, ќе го наводнуваат и ќе ни помагаат заедно да израсне тоа семе и да биде добро за сите. И тоа е мојата надеж. Друго, што можам да направам? Така ли? Ако вие идеите седите дома и си ги криете, тоа се идеи само за дома. Вие, режисерите, напротив, вашите идеи ги изложувате пред... Така е. Се што правиме со цел да го види јавноста и тоа да го оценува како нешто. И се последниот сет на прашање е поврзан со твојата дејност како сценарист и режисер. Последно беше одбиен од Агенцијата за филм со филмот Русите се враќаат во Шугарленд. Претпоставувам не прочитале повеќе од насловот дел од нив. Знам дека жирито го оценува филмот со највисоки оценки, меѓутоа после не знам како дискреционо право има да Јани да го одбијат, бидејќи Јани не им се допаѓа. Прости што сум циничен или карикирам малку. Но зошто е, како е тоа така? Неважно е, важно е од денес натака како ќе биде. Јас согласувам. Ти нема да се откажеш од снимањето филмови. Види, како ти кажам, Богдан, да може во овие 8 години да ни направат нешто, што и да е, јас и ти немаше сега да седиме тука и да разговараме. Сакам на сите луѓе кои размислуваат со своја глава, само една работа да им кажам. Притисокот врз нас, не да не работиме, не да не создаваме, туку да не постоиме како луѓе, беше толку голем, што
сега од таа дистанца, кога гледам, од една страна сум среќен, од друга страна се подсмевам, затоа што среќите во тоа колку неспособни луѓе сме имале наспроти нас, а на кои им било дадено подршка од Америка, Европа, национална подршка, за нив работеле тајни служби, милиони средства, милиарди евра имале на располагање, да не уништа, да не нема и не ни направиле ништо. Ја нема, ако можеле, ние сме од онај сој кој што обстанал илјадници години овдека сега. Така, секогаш имало и коров, ама имало и... Така да, ова го кажав, нели, за да го оставиме ова за нас и да продолжиме да живееме напред. Дали спомна преска на сценарио на Вук Драшковиќ, филм поврзан со случувањата на Косово, односите меѓу Срби и Албанци, глумат нели Хрвати, Словенци, Македонци и така натаму. Која е улогата на уметноста во војната, во конфликтот, и сега да го врзам тоа со Дојран, тоа е па идеално поле и фигуративно и буквално за филм, за односите меѓу едно минимум 10 држави, особено трите соседи Грција, Македонија, Бугарија, балканската трагедија, од која што најдебелиот крај ние го извлекуваме, но и милиарда други судбини на некои голобради деца од Франција и Британија кои што никогаш не го напуштиле тоа поле таму. Може ли и таков филм да се сними? Види, Богдан, во принцип, да. Нели идејата нели е тие уметници, творци, филмаджи, сценаристи, композитори и идни филмаджи кои ќе доаѓаат таму да се инспирираат од местото. Нели на крајот на краишта ние така се промовираме себе си, но и сопствената земја. Има ли подобра промоција од тоа, нели, како да се покажеме себе си, но и сопствената земја. Дури ние, Богдан, нели, со идеја да го развиваме, нели, тој дел од Македонија, југоисточниот дел, во конкурсот за грантови за финансирање на дипломски филмови на студенти, имаме еден услов кој не е одлучувачки, но кој е добра препорака. Предност ки имат оние филмови кои од автори кои доаѓаат од тој дел, живеат во тој дел, или ако нивните филмови ги снимаат во тој дел од Македонија, во регионот, и така, нели, го промовираат регионот. На тој начин ние ќе ги мотивираме и градовите, например, замислите, еден од режисерите нема такво сценарио, но еве, нели, идеја, кажувам, да направи филм за некој краток филм, за некој човек кој го насадил најдоброто лозје на светот, за кој сите викале дека тоа нема да биде ништо, а на крај биде прогласено за најдобро вино на светот. Има ли подобра промоција за Кавадарци и за Неготино, за да се вклучат во оваа приказна и организацијски, и идејно, и финансиски, и како луѓе, затоа што огромен е потенцијалот на тој регион. Ево, уште еднаш ќе кажам, Дојран, Богданци, Гевгелија, Валандово, Неготино, Кавадарци, Струмица, Радовиш. Замислете, кога сите ние ќе се обединиме околу еден таков проект, каква ќе биде придобивката за сите. Знаеш се што размислувам? Се сетив, дури зборува со ваква страст и жар, се сетив на оние видеа кои што ги гледав од Барселона од пред 2-3 недели, каде што некои од локалците протестираат против туристите и викаат "Tourists go home". Ги прскаат со пиштолчиња, туристите седнати по кафичите на Рамбла. И прво си помислив на каква различна ментална линија сме со таквите луѓе. Овде има жар, енергија и желба за не од ништо да се направи нешто, него од инфраструктурно и логистичко ништо. Инаку приказни имаме барем еднакво богати како и славната Каталонија. Така. Океј? Од друга страна, Барселона е во состојба каква што е. Еве, некои ги критикуваат дека се тие претворени само во Дизниленд, во едни отворени музеи каде што дотаму дошле, ги уживаат плодовите на славата на нивните предци кои што колонизирале, собирале сето злато и богатство на овој свет, граделе фантастични дела, направиле фантастични улици, градови и така натака. Природата истурила дарби, што би се рекло, колку што истурила, но во суштина таму се застанати и тоа е нивната реалност, ке ги трпат туристите. Од друга страна, ние сакаме да ги привлечеме луѓето и сега паралелно размислував кој може нив
да ги привлече. Македонија е земја во која што имаш и огромен број на резигнирани луѓе, имаш огромен број на луѓе кои што се го изгубиле ентузијазмот. А од друга страна, но имаш и луѓе кои што не се откажуваат, не знам, тоа наречи го лудост, храброст, живење во свој свет, не знам как, нели се употребувам најпогрдните во наводници зборови да ги смислам, но се ми се чини дека треба да се подпреме на ваквите, колку и да се чинат неверојатни или далечни или преамбициозни или големи идеи, односно дека големите идеи може да ги придвижат работите напред, а големите идеи доаѓаат од луѓето кои што веруваат. Може ли таквите идеи, таквите луѓе да ги разбудат овие другиве кои што се од ними оправдани причини подзаспани? Богдан, круцијално е прашањето. Вака, ние мора прво да расчистиме една работа во сите дејности, а посебно во ова дејност. Јас знам дека има многу македонци кои од една или друга причина се разочарани, резигнирани, најчесто до оправдани причини. 30 години, за жал, имаме постојан морален и човечки пат. Ги разбирам сите оние кои се разочарали, кренале раце, решили да се пасивизираат во Македонија, а еден дел од нив да заминат. Не осудувам никого, имам разбирање за сите. Но ако ние, како општество сега, ако нашата влада реформите ги насочи кон оние кои не се интересираат за ништо, кои немаат страст, желба, порив, мотивација, кои гледат со резигнација, со подценување, отврлат се, не мислат дека е возможно да се направи било каква промена, мислат дека овде не чини ништо, тоа ќе биде крај. Затоа што тоа е, ќе се вратам пак, семе фрлено на плоча. Тоа нема да израти. Затоа сите реформи, целата енергија, посебно Министерство за култура и туризам, апелирам до министерот да се фокусира на оние луѓе кои сакаат да прават нешто, оние кои се тука, оние кои имаат желба, оние кои имаат страст, оние кои сакаат да се реализираат себе си во културата, уметноста и туризмот. Ако реформите и проектите се насочат кон тие луѓе и ако тие луѓе се издигнат и бидат поуспешни од тоа што се пред реформите, тогаш ќе бидат добар пример за тие кои се откажале, дека не се толку црно, дека не пропаднало и дека е возможно, дека можеме и ако се вратиме тука или ако повторно добиеме елан, силна желба, ќе можеме да бидеме еднакви успешни. Во овој момент апелирам на вистина до министерот за култура и туризам да ги фокусира проектите и идеите кон тие кои сакаат да создаваат нешто. Ако така пристапат кон програмата која ти ја понудија на избирачите, шифрата на дејност, така, нели? Да. И ако таа програма биде насочена кон тие кои сакаат да го направат тоа, тогаш убеден сум дека со трпение и со работа во блиска иднина ќе имаме резултати, а на среден план и долгорочен навистина може да направиме коренити промени. Ова што јас го кажувам не е нешто кое е некаква мистерија. Не е нешто кое не се прави. Јас уште еднаш сакам да искористам ова прилика да ги повикам Министерството за култура и туризам и Министерството за образование да формираат меѓуресорска група, затоа што ние ќе мора да почнеме од нула. Ние ќе мораме да формираме дури и студии за тоа што е културен туризам. Ние ќе мора да понудиме стипендии на студенти кои сакат да студираат на тие групи. Потоа мора да понудиме стипендии на луѓе кои ќе сакат да прават магистратури и докторантури, да истражуваат на таа тема, за да можеме, нели сепак ова да го поставиме на некакво научно ниво. Нели не може ние да импровизираме. Јас сум се учел на тема што е културен туризам од искуства кои ги спомнав, од континентални и од морски земји, така ли? Да. Но ние мораме да го вклучиме умот, науката, знаењето, да истражиме што е тоа специфично за Македонија и таму да се насочиме. Така ќе му помогнеме на министерот за култура, нели? Со ум, со сознанија. Што треба да се прави. Воспротивно, нема да му помогнеме ништо, само ќе одмагаме и нема да дојдеме до
како се вика, до вистинските резултати. Јас едва чекам нека пројде малце време и драгиот Зоки Љутков, министерот за култура, да ми гостува во емисијата и да видиме како е тоа почетно фаќање на конците, како тој гледа на новиот ресор кој што го води во Македонија и верувам, убеден сум дека ќе слушаме убави вести и ќе се случуваат убави работи. Пред крај сакам една работа да ја информирам јавноста и да те прашам после за уште две други работи. Прво да информирам јавноста дека овие денови веќе веројатно забележаа дека серијата Бистра вода повторно е на Алфа, на барање на публиката. Тоа некому може да му звучи изветвено или не знам како, но е жива вистина. Знам дека се чекаше, се одолговлекуваше колку е можно повеќе време да помине поради оние телевизиски правила, но во суштина сите кои уживале може повторно да уживаат во неа или онаа нова генерација на гледачи. Секојаш има нова публика. Секојаш има нова публика, апсолутно. Бистра вода секој работен ден, освен петок кој што суверено го држам и не го давам, од 22:30 може да ја гледаат на Алфа. Тоа е работа што сакам да ја соопштам на јавноста. Сакам да те прашам за две други работи. Во меѓувреме се случи уште една и во план е уште една серија. Заврши снимањето на серијата Утре наутро. Така е, да. Докаде е таа работа, кога може да ја очекуваме на ТВ и како ќе не возбуди таа серија, каков формат е? Не сакам да откривам многу работи околу Утре На кратко, наутро. Да. од прилика број на епизоди, задоволен ли си? Ти ги надминали очекувањата? Па во принцип Ти ги цртам одговорите сега, ама добра, ајде. Во принцип очекуваме продукциски жанровски каде припаѓа? Политичка драма. Политичка и социјална драма. Политичка, социјална, семејна драма. Продукциски станува збор за проект кој ќе изгледа десетина пати побогато и по-концепирано и по-фокусирано од Бистра вода. Вау. Да. Актерски станува збор за брворозни достигнувања, многу комплексни роли. Ќе биде многу по-комплексна и самата приказна. Раскажуваме приказни за 4 жени и едно момче. Она што ете ексклузивно за тебе, ќе го кажам вечерва, е дека основниот плод се случува ноќта помеѓу 26 и 27 април. 2017. Така е. Вау. Фала ти, затоа што сум сигурен дека ќе ја раскажеш вистинска приказна. Кога може да... Од прилика. Да сме живи и здрави. Ме возбуди и вознемири. Да сме живи и здрави. Почнавме полека со постпродукција. Некаде пролет 25 година би требало се... Едве чекам. И ветување дека повторно ќе направиме една операција како со промоцијата на Бистра вода, затоа што пак ќе ми биде особена чест. Особено бидејќи е поврзано со настаните на 27 април. Да е доволно интригантно и за публиката. И на крај, знам дека имаш и еден интересен проект во најава, идеја која што треба да се реализира, се вика Македонско девојче. Те молам, подсети ме мене, односно кажи и на публиката уште една ексклузивна информација за Македонско девојче. Станува збор за ТВ новела, која веќе се подготвува. И идејата е да направиме ТВ новела на Алфа телевизија, кој би одела во прайм тајмот, кој би одела секој ден од понеделник до петок, со цел да се конкурираме со турските серии. Затоа што мене ми е веќе смачено, претпоставам на сите, не можеме да се китиме со атрибутот национална телевизија, а прайм тајмот да не биде проводачи. Денес е 2 август, така да сосема соодветен ден за да најавиш дека ќе почнеме борба со турските серии со наша домашна македонска. Само повеќе од 10 епизоди нека траа, да. И повторно на идејата на Македонско девојче поврзана со култура, уметност и туризам. По примерот на умните земји, свативме дека сетовите каде што се реализираат филмови или серии се предмет на интерес на туристи. Огромен. Дубровник за Game of Thrones, Нов Зеланд за
Lord of the Rings. Lord of the Rings и така натаму. И во име на тоа свативме дека мораме нешто да направиме. Јас ќе кажам само еден пример. Куќата на Чарли Чаплин во ВВ во Швајцарија е претворено буквално во туристичка дестинација. Значи во куќата на Чарли Чаплин во ВВ, каде што има сценизации драмски, филмски од негови познати филмови, е дестинација каде што вие може се венчате. Стварно? Апсолутно. Вау. Плаќате, доаѓате, ги носите вашите гости, се го викате свештеникот, ве венчаваат, ја поминувате венчавката во куќата на Чарли Чаплин и живеете среќно до крајот на животот со меморијата дека тоа сте го направиле во куќата на Чарли Чаплин. Само да не ве фати кармата на Чарли Чаплин. Мислам, тој валјда бил за себе среќен, ама жените негови поинаку се чувствувале. Па, во однос на последната жена на Уна, нештата нели се во една многу убава симбиоза, тој има 7 деца, од тој брак е така натаму. Јани, доволно беше некој вечерва само да седи и да си запишува вака и ако е иницијативен малце од утре да се пушти во погон. Но и да е така, мене ке ми е исклучително драго, многу повеќе доколку сите твои идеи замислили, дури и половина од нив, да тргнат да се остваруваат, ќе биде многу по-интересно и забавно за сите нас, а и подоходовно за целиот југоисточен плански регион, како и тоа формално да се вика. Беше задоволство на 2 август празнично да разговараме на еден мал дел од нашите теми на заеднички интерес. Следна прилика повеќе за филмот. Ке би сакал да зборуваме. Дотогаш, ако нешто пропуштив да прашам, ти си директор на Алфа телевизија, имаш секое право сам да се прашаш и да кажеш, Богдан, сигурен сум дека сакаше да ме прашаш и ова и ова. Сакам сосема на крај да ти заблагодарам за прекрасниот разговор и да им посекам на сите честит Илинден, убави илинденски празници, да сме живи и здрави, следниот Илинден да го дочекаме поуспешни, посреќни и повесели. Ти благодарам. Знам дека сите уживавте во овие 90 на минути, инаку јас и Јани, која ќе се слушнеме, не знам, еднаш неделно на 10 дена, по 40-50 минути ни трае разговор, така да ова беше кратка емисија, чисто да имате предвид, но знам дека уживавте во секоја минута од нејзе. Му благодарам на Јани Бојаджи, ви благодарам и вас што бевте со нас оваа празнична света вечер, 2 август, веќе трети помина полноќ. Следната средба ви ја закажувам утре, 3 август, со уште еден специјален гостин кој ќе ве израдува. Ајде, нема да ви кажам кој, ќе се стрпите до утре. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Нека ни е честит Илинден, да ни е жива Македонија, добра ноќ Македонијо, главата горе.